Народниот театар Војдан Чернодрински од Прилеп одбележува 75 години постоење. На 18 февруари 1950 година за прв пат е подигната завесата на Народниот театар со представата Кирјања. За 75 години во Прилеп се дадени околу 360 премиери. Изиграни се над 7000 представи, а истите ги посетиле околу 1 милион и 700 илјади граѓани. Годинава, роденденот се прославува со недела на театарот, каде што публиката од 17 февруари ќе има можност да гледа секој ден, се до 23 февруари по една представа. И тоа не само од Прилепскиот, туку и од другите театри од Македонија. На 17 во 12 часот гостува театарот за деца и младинци со представата Роња. Потоа вечерта во 20 часот театарот Златен елец ќе се представи со представата Хинкеман. Во вторник, на денот на театарот, е представата Ученикот од Прилепскиот театар. На 19 е представата Чернодрински се враќа дома од МТЦ Зона. На 20 гостува Велешкиот театар со вечера за глупаци. Во петок пак гостува Битолскиот театар со представата Кокошка. Во сабота, на 22 февруари, е представата Бура од Прилепскиот театар. Недела е главниот настан, односно главниот настан како за затварање на целата оваа недела, наречен е од Кирјања до Ученикот, значи од првата премиера до последната премиера. Последната премиера ни е Ученикот во декември која што ја дадовме. Тоа е панел дискусија каде што сакам сите оние љубители, прилепчани кои што го сакаат театарот, сакаат да изразговараат за театарот каков бил, како сака да биде, да се сретнат со нас актерите, да споделат некакви мислења, некакви емоции, некакви чувства, можеби некакви критики, значи отворени сме како театарска институција се да чуеме. Во 18 часот тука во фоајето, кој сака слободно може да дојде на таа панел дискусија, а после тоа пријателите на театарот, групата The Hounds, познатата група, ќе има тука во фоајето концерт, па ги поканувам исто така прилепчани да дојдат слободно на концертот и да наздравиме за 75 години Народен театар Војдан Чернодрински. 75 години љубов. За актерите да се биде дел од овој театар е вистинска привилегија и вистинско место каде што може да се расте како актер. Но Прилепскиот ансамбл, за жал во овој момент, брои само 11 актери. Од минатата година, ако заприметивте, на нашиот репертуар има мало освежување, значи не се вработени актери, но имаме гости невработени актери, гости студенти, да дадеме една нова енергија и да им дадеме шанса. И тоа ќе биде приоритет наш, како институција, да им дадеме шанса, барем на актерите кои што имаат завршено во Прилеп, барем еднаш да имаат шансата да се покажат, да се докажат и да покажат што знаат на сцената на овој театар, па после тоа, нели, со барања, со притисоци, со молење и секако да се вработат луѓето. Ни требаат, навистина ни требаат луѓе и се надевам, имам некој така чувство и денеска е така и празникот љубов, енергија, вино, дека навистина ќе имаме позитивни резултати. Исто така за жал се слави роден ден на нешто што не постои. Народниот театар Војдан Чернодрински за жал не е посебна установа. Туку од 2004 година функционира како дел од Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп. Едно од најубавите места каде што можеш да добиеш прилика и можност да работиш во скоро сите продукции. Зошто велам така? Затоа што сме малкумина и малтене секој од нас како актер има можност да игра во секој проект, односно во проектите кои што се одобрени од Министерство за култура во однос на дадената година. Од една страна тоа е супер, гениално, што многумина актери немаат таква можност да бидат во постојана кондиција. Меѓутоа, од друга страна, со оглед на тоа дека сме 11 актери, тоа веќе станува и напорно и да не речам, сепак работиме како креативци, а не како манифактура, производство на представи, така да и не е толку пожелно да бидеме дел од сите продукции кои што се случуваат во една година. Затоа е повеќе од неопходно и тоа што го кажа Михајло, што од минатата година претендираме сите наши млади актери или студенти кои што се на факултетот за драмски уметности, кои што се прилепчани, ќе звучам како локал патриот. Иако сум скопјанка, меѓутоа сум прилепчанка и ми се чини дека го сакам Прилеп многу повеќе од сите прилепчани.
Така да тој тренд ќе го тераме и понатаму, затоа што и како е потребна новата енергија, бустер, освежување. Мислам дека и самите сме си досадни, а и на публиката им требаат нови лица и треба енергија и размислување кое што го носи новото време на генерацијата која што нели допрва доаѓа. За овие 75 години, Прилепскиот театар има постигната огромни успеси, како дома, така и во странство. Освојајќи награди кои што се многу значајни не само за еден театар, туку и воопшто за театарската уметност во Македонија. Од почетоците, од првата представа која што е наградена на фестивалот во Војдан Чернодрински, а тоа е представата Цена, па до последната награда, минатата година од публиката, што како ансамбл на театарот Војдан Чернодрински е многу значање, бидејќи од публиката. Вкупно се освоени некаде 15 награди на фестивалот Војдан Чернодрински. Меѓутоа се освоени и награди кои што се на други фестивали. Големиот домен како театар што го постигнане во овие 75 години со представата Тапани во ноќта, кој што освои 3 награди на фестивалот МЕС. После тоа доаѓа представата Кавказскиот круг со креда, на Експонт освоени награди, освен наградите на фестивалот Војдан Чернодрински, значи овие две представи се добитници на награди и надвор од Македонија и во Македонија. И други представи се наградувани на фестивали надвор од земјата, во фестивалот во Никшич. Се учествувале на бројни фестивали кои што се одржуваат надвор од Република Македонија, во Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, во Црна Гора, во Германија на фестивалот во Лајпциг, во Загреб постојано сме чести гости со наши представи како фестивал Војдан и на фестивалот Војдан Чернодрински. За 75 години, 70 режисери ги потпишале сите представи кои што се одиграле тука, од кои што рекордот го води Благоја Дамески со 62 режии, а потоа доаѓа Коле Ангеловски со 24 режии на театарски представи. Тој исто така е режисер и на двете најгледани и наиграни представи во Прилеп за овие 75 години, а тоа се Солунски Патардии, која што е изиграна над 110 пати, работена по текст на Миле Поповски, како и представата Откол накол, која што е изиграна 105 пати.